Општина Газибаба е во завршна фаза со проектот за изградба на новиот дневен центар за деца со посебни потреби во Автокоманда. Градоначалникот Борис Георгиевски имаше средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и заменик постојниот представник на UNDP во Македонија Нарине Сахакијан, на која се разговарало околу финализирањето на проектот. Како што информираше градоначалникот Георгиевски, тој центар треба да ги згрижи сите дечиња со посебни потреби од Скопје. UNDP за овој проект донира средства во износ од 33.700 евра, а остатокот од средствата ќе ги обезбеди Општина Газибаба заедно со Министерството за труд и социјална политика. Општина Газибаба веќе го изготви и основниот проект кој што е во завршна фаза и веќе предаден на UNDP, а они како организација кој што веќе ќе го реализирам е во подготовка на изготвување на тендерот. Очекуваме после новогодишните празници да сите подготовки околу делот на она што представува техничка документација и тендерска документација заврши и после новогодишните празници би отпочнали со изработка на дневен центар. Георгиевски додаде дека дневниот центар треба да биде готов до крајот на месец јуни следната година и ќе се простира на површина од 140 метри квадратни. Центарот ќе биде новокатче со сите стандарди за деца со посебни потреби, а на местото каде сега се наоѓа во детската градинка во Железара, ќе се добие простор за нова современа детска градинка, која ќе работи во 2 смени. Градоначалникот истакна дека ова се прави со цел да се овозможат подобри услови за децата со посебни потреби, а од друга страна, сместувачките капацитети за децата во градинките да се зголемат.